Вие следите поинакви вести на Слободен печат. Дали Арбен Таравари е искрен кога на Фејсбук објавува дека е горд поради тоа што тој и неговата партија ја напуштиле владата? Тој преку Фејсбук статус објави дека е горд на излегувањето на Алијансата за албанците од владата и порача дека ќе победат на локалните избори во октомври. Во статусот вели дека Алијансата за албанците е посилна од кога било, иако некои се обидуваат да ја прикажат како поделена. Горд сум на секој од вас што е дел од Алијансата за албанците. Горд сум на сите вас што цврсто стоевте при нашето излегување од владата. На оние кои се обидуваат да не прикажат како поделени, ви велам, вашата серија не е успешна. Гордо сме посилни од кога било. Не заборавајте, ние сме победниците во октомври, напиша Таравари на својот Фејсбук профил. Никој никому не може да направи толкова штета како што човек може сам на себе си да си направи, вели премиерот Христијан Мицкоски предизвикан од оставката на Таравари. Со среќа нека му е на Таравари. Тој го одбра својот пат. Никој никому не може да направи толкова штета како што човек може сам на себе си да си направи. Тоа имам нему и на сличните, нему да им порачам. Ќе дојде денот кога пак ќе се сретнеме, дали преку влен или во други комбинации. Ќе се обиде да повторно влезе во некаква коалиција со нас, но едва го чекам тој ден, да сме живи и здрави. Верувајте ми, и тој ден ќе го дочекам, рече премиерот и лидер на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски во обраќањето на годинишната конференција на Унијата на жени на ВМРО-ДПМНЕ. Го гледам, истакна Мицкоски, иако гласно не го коментирам, она постојано заканување кое доаѓа од еден лик од албанската опозиција, кој знае дека после овие избори го чека пензија. Што се однесува до земјувањето на Таравари од владата е еден потсетник за сите нас, дека додека ние настапуваме искрено и принципиелно кон луѓето и промените, тие не се заинтересирани за идеја, визија и промени, туку за нешто друго. Сакам да му порачам дека неговите калкулации на долг рок нема да му испаднат добро за неговата партија и дека со ваквото однесување на излегување и влегување во влада, која е рамно на она како до сега, нема да помине долго кога и неговите сегашни партнери од дуи ќе сватат дека нивното партнерство е со времен карактер додека некој не му даде подобра понуда или не го уцени за нешто што му е побитно од ова сега. Јас таква политика не водам. Може би звучам наивно, но како што секогаш говорам, промените започнуваат од нас и ние треба да бидеме она што сакаме да го постигнеме и тоа што граѓаните го очекуваат од нас. Искрени луѓе кои нема да калкулираат и да играат игри и преку интриги, уцени, злоупотреби ќе се одржуваат на власт, туку ќе ја кажуваат вистината секогаш и ќе бидат принципиелни и доследни на својот збор. Ако не сме доследни на зборот, тогаш џабе ни е се. И јас таков и ќе бидам, рече Мицкоски. Температурите се зголемуваат. Луѓето од целиот свет планираат летни одмори, а македонците стравуваат од пожари. Постои ли решение за нашиот проблем со огнената стихија? Вработените во јавното претпријатие Национални шуми ги чистат шумите, а потоа со механизација прават обрачи. Ова се дел од мерките кои што се преземаат за да не се повторат шумските пожари од минатата година, кога изгореа илјадници дрвја, а угинаа дивечи птици. Заменик директорот на јавното претпријатие Национални шуми, Кире Михајлов, вели дека правењето на заштитни обрачи низ шумите лани се покажа како добра пракса, кога од целосно опожарување спасија неколку села лоцирани во подножјето на планината Серта. Во моментот активно работиме на прочистување на патиштата што ги имаме, на шумската патна инфраструктура, отворање на нови патишта и средување на веќе постоечките. Тоа значи правење на заштитни обрачи за заштита од евентуални пожари, вели Михајлов. Тој додава дека владини работни групи се фокусираат на изготвување национална стратегија за заштита од пожари. Претходно направената анализа укажувала дека ниту една институција во државата соодветно не е подготвена да се бори со пламените јазици. Има ли македонската жена што да каже? Да, велат од Унијата на жени на ВМРО-ДПМНЕ.
Унијата на жени на ВМРО ДПМН е бедем на женската борба, сила и лидерство во Македонија, истакна претседателката Жаклина Пешевска на 20-та годишна конференција на Унијата што се одржа вчера под мотото Жените громогласни за Македонија во градскиот парк во Скопје. На настанот која истакнува дведецениската посветеност на Унијата во борбата за правата и застапеноста на жените во политичкиот и општествениот живот, Пешевска нагласи дека истраеноста во борбата за женските права е клучен двигател на општествените и политички промени. Таа потенцираше дека Унијата во текот на 2024 година реализирала над 2000 активности, од кои 2/3 биле од хуманитарен карактер. Со гордост можам да кажам дека преку Унијата градиме мостови, соработуваме со организации ширум светот и покажуваме дека македонската жена има што да каже, рече Пешевска. Букурешт се оддалечи од Москва. Кој е Никуш Ардан, победникот на претседателските избори во Романија? Поранешниот градоначалник на Букурешт, Никуш Ардан, е новиот претседател на Романија, бидејќи го победи кандидатот на екстремната десница Ѓорѓе Симеон во вториот круг од изборите. Според Романската федерална изборна комисија, врз основа на 100% од преброените гласови, центристот Дан освои 53,60% од гласовите во вториот круг од претседателските избори, а евроскептикот Симеон освои 46,40%, објави Агер Прес. Илјадници романци излегоа на улиците во центарот на Букурешт, откако излезните анкети го покажаа Дан како победник на претседателските избори. Светскиот мир зависи од еден телефонски разговор. Стивен Витков, специјалниот представник на САД, се надева дека разговорот на Доналд Трамп и Владимир Путин ќе донесе мир во Украина. Се надевам дека телефонскиот разговор меѓу американскиот претседател Доналд Трамп и рускиот лидер Владимир Путин ќе биде успешен и ќе го отстрани застојот во преговорите за Украина, изјави специјалниот представник на американскиот лидер Стивен Витков. Неговата интуиција му кажува дека треба да разговара со претседателот Путин по телефон, а тоа ќе отстрани одредени пречки и ќе не однесе таму каде што се упатуваме. Мислам дека тоа ќе биде многу успешен повик, изјави Витков. Витков оцени дека САД успеале до некаде да ги намалат разликите во ставовите на Русија и Украина и да ги зближат. Трамп претходно објави дека има намера да разговара телефонски со рускиот лидер во понеделник на 19 мај. Во меѓувреме Кремљ потврди и дека се во тек подготовките за телефонски разговори меѓу двајцата претседатели. Почитувани гледачи, добро дојдовте во 13-та епизода на Спорткаст со Стефан на Слободен печат. Чест ми и задоволство што во ова издание ќе разговарам со една македонска спортска легенда, еден од творците на оној успех, најголемиот тимски успех за Македонија, остварувањето и освојувањето на 4-то место на Евробаскетот во 2011 година. Со мене во студиото е Тодор Гечевски. Здраво. Тоше, како си? Добро. Добре. Помина колку години од твоето пензионирање? Околу 10 години од прилика. Да, значи веќе си навикнат на тој пензионерски живот на некој начин. Па, реално не беше директна пензија. Прво останав во работнички, каде што завршив со играњето некое време со младинската школа, потоа се бев во федерација. Сега повторно се врати во работнички како спортски директор, меѓутоа еве сега една година сум пензионер без пензија. Туше, роден кавадарчанец? Да, роден сум во Кавадарци пред 45 години. 79. Седма? Седма, да. 77. 48 уствари, извини. Кажи ни нешто повеќе за детството во Кавадарци, за твојот прв контакт со кошарката. Како било во тоа време да се живее во Кавадарци? И во тоа време беше онака, нели, тоа детство без телефони, ние игравме спорт на улицата уште од мали, дали тоа кошарка, ракомет, фудбал најмногу за тоа што е наједноставно, ставате 2 камена за гол, играте фудбал, така да. И тука почнува, нели,
тоа некое детство, сите ние се занимававме со некој вид на спорт, со оние улични игри, се дружевме доста. Татко ми беше некој кошаркар во Тиквеш има играно и така почнав да одам на кошарка.